Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 5, епизода број 131. Здраво и добродојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Зашо бе таков сериозен си? Така бе брат, некако така се осеќам. Од сабајлот кога станав, така Да? да. Многу јако ми улетат денес. Како? А? Влагање? Со соните у рака, со JBL-ката онака у рака, тоа фалеше уште. Она аген од Фери Воп да вртеше ке збесне брат. I want you to be mine again, baby. Врв. Чиичка у рака, сокче у рака, врв секој што треба. Среда е денес, снимаме ден погасно. Епизодата ќе ја добиете четврточки, пладне претпоставувам. Ќе гледаме денес да објавиме, ама ајде, Да. да не ветуваме ништо. Како си? Добре да ти кажам право, последниве 2 недели сум турбо некако, од линкапот кога го направивме до денес и уште тоа трае, сум онака од ствар у ствар, од минута до минута сум онака зафатен и затоа и некако сум И Weekend of House. и посериозен и викендов се разбира ќе биде хаос. Се надевам дека утре ќе спиеме еднаш без аларм конечно оваа недела и дека следна недела ќе се вратам у шема, али до сабота до недела идеме кој што идеме и Далеко е понеделник, брат. далеку е. Бе. Далеко е понеделник, брат. Далеко е понеделник. Дефинитивно е далеку, али тоа е тоа брат, има вакви недели, има вакви денови кај што се тера турбо, кај што има рокови, кај што се каснат ствари, кај што има тензија околу ствари, така да one of those days или one of those weeks, али all good, таман сме. Тоа е тоа. Како си ти? Одлично бе. Добро. Ја малку полаво од тебе онака, поише по дома. Али врв, работно едно друго, откажавме, требаше нели да снимаме, имавме технички проблеми. За луѓето што не знаат, го имавме нашиот линкап пред 2 недели, Да. така, пред не овој викенд, предходниот. Да. И направивме глупост, Дарко замена за Загреб. Ја останав дома со видео мемориската, тој остана со аудио мемориската и онака не можевме да се склопиме за да ја извадиме епизодата брзо. Затоа ја добивте као покасно. Една недела покасно што требаше. Али it is what it is. Тоа е. И ете, вторник требаше. Еј, Too much shit going on и викаме среда нека е денот. мора да бидеме наискрени, онака тоа е кога правите се сами под наводници, која е органски, има и добри и лоши ствари на Апсолутно. страни на правење на стварите така. Па затоа и HT каучот кој имавме цел да го снимаме со нашата нова камера, која беше поставена специјално за да се земат најаките hot takes од тој ден. Беше таму присутна, ама не беше стиснат рекорд. Така да ја од Загреб кога отворив камерата сватив дека немаме ништо снимено од тоа. После тоа свативме дека и епизодата е видеото е кај Трајче, аудиото е кај мене. Рековме fuck it. Тоа е тоа. Organic, don't panic. Како е така е. Да. Се надеваме дека има да разбирање и се надеваме дека јас се надевам лично дека тие што беа присутни во саботата во 09 хаус дека свадија како идат стварите, дека реално не можеме се да правиме сами и дека ни треба помош и инпут од секој еден кој сака да се вклучи на било каков начин, дури и да му улогата да види дали камерата снима или не. Најбанална работа што ете Добро го плагнаво. кога се прават стварите, ама така е брат, тоа го зборев и тој ден, тоа го зборев ми вечерта кога се разделивме сите по своји страни, ама пак кога некои екипи се собра и се седеа као толку може да направат двајца. Едноставно Реално да. тоа е тоа. Реално да. Ја ќе бидам наискрен дека сега сме тука искрени пред луѓето и пред камерата, као ја после линкапот осеќав преморен брат. Ги земав премногу работите, не очекував дека толку енергија и онака Да. фокус и секи ми земе водењето на Aux Battle, после тоа водењето на епизодата. Ете, затоа и се прават такви грешки со камерата, со тие работи, као не е толку лесно како што изгледа дека е. И тука е тој момент на да, ние го правиме за кеф и за сега, има еден момент кај што више као не можеш да едноставно толку можеш да направиш. Не Те можеш да разбирам, идеш повеќе од тоа. Те разбирам. Мене искрено ја не го чувствував толку ко тегма, ама мислам дека моментот беше тоа што самото време траење, дека траеше, знаеш, ние сме таму од 1,5 луѓе доаѓаат од 2, треба да се поздравиш со сите, да направиш муабет, на крај на денот луѓето се дојдени,
затоа. Не се дојдени лично за нас, можеби се дојдени за да се видат со луѓето со кои што комуницираат на Дискорд, така? Да. Али углавном се дојдени за една заедничка цела, тоа е да се биде дел од ова. И знаеш како? Нема да кажам исцрпувачки на лош начин, као едноставно као ти оддаваш енергија и се празниш на крајот од денот. Плюс кога ќе го додадам кај тебе и Aux Battle, кој што машки го извози онака 2 сати, алал ти вера, искрено ја не знам. Као Дарко ми вика, као, окей се да го води, три работи кажав и отидов у публика. Не можев. Ја не сум, не го можам тоа. Као немам проблем, например, пред луѓе да зборам едно друго, али ако нешто треба да што звучи чудно и лудо, ама ако треба нешто унапред да размислам и да кажам или као да водам, ми е тешко. Заради тоа имаме проблеми и за сега, заради тоа ме немате видено на Reels. Скриптед не можам да зборам. Ова веќе ми е станато многу природно на самиот почеток, дури и кога го правевме. Дарко беше тој малце што инстигираше као опушти се, земи држи го вака мајко, биди посигурен од тоа. Би требаше време да се навикнам. Можеби сега на пример за некој ќе изгледам поише као laid back, лабав, али 131 епизода со упрашање и плюс 10,000 hours. уште 20 епизоди. И си доаѓа со време, ама на пример тој не ми е некој скер, не се плашам од ништо, немам трема или нешто такво, али се сецнувам баш во тој момент кога не треба, ме разбираш? Дарко е човек кој што го работи ова многу долго више време и си го има изработено своето и за такви работи, иако можеби не го барал тоа во тој даден момент, пошто тој сакал да се опушти, онака ме некако реално лошо му е предадов таа задача и ја зеде и ја качи на ушки и ја износи до крај. Ја многу се изненадев од Aux Battle, брат, искрено ти кажам. Тоа ми беше мене најголемиот онака не чуден момент, туку знаеш како? Го имаме правено, знаеме дека е успешно, знаеме дека е интересно за луѓе, ама го имаме правено на интернет. Никогаш не очекував дека ќе донесе таква реакција, дека на крајот на денот 20 луѓе стојат до тебе. Сега звучи глупо вака кога ќе го објаснам и ти кажуваат песна онака на увци и ти ја пушташ и песната очекуваме да извади реакција од луѓето други што гледаат, ме разбираш? И вадеше реакција. Луѓе уживаа у тоа и за мене тоа беше најголемиот майндфак. Јас се мислев, окей, прво 2-3 рунди можеби на луѓе не брат, останаа луѓе до крај. Тоа тераше 2 сати. Дури и ние го бидејќи не можеш да не го издолжиш. Така, ние колку и да планираме, као на пример ќе си кажеме 30 минути, ако не е скриптед контент, најчесто 99% ќе затераме до 40, така дека не можеш едноставно така работите толку компактно да ги тераш. Ќе има мисхепс, ќе има некој што вакво рунда, некој екстра ќе се деси, има многу варијабли кои што доаѓаат упрашање и едноставно го продолжуваат текот. Ја не очекував дека ќе трае 2 сати. Али луѓето сами од крај онака се забуваа, имаше пикови, имаше многу добри моменти, многу добри избори на песни, темите исто така, врв 70 точно теми беа. Огромна благодарност на сите што ги пишаа, мислам дека е многу олесни работата у поглед на тоа spin the wheel, шо и да се погоди, тоа е, ако нешто си има десено веќе, вртиме уште еднаш и тоа е. Мислам дека беше winner онака, као стварно ја не очекував дека тоа ќе биде толку успешно колку што беше. Се надевам дека луѓе се завалува, барем од тие реакции кои што ги добивме и луѓе дека останаа до крај. Мислам дека беше топ. Тоа беше као главниот фокус и устоа пропратно онака и журка, хахара, хихири, другари, музика, пиење, Грицки беше тука. Многу убав вајб. Као си проведете? Добро, брат. Освен што си измори? Не, предобро си поминавме, big up до сите што беа во 091 хаус преходната сабота на нашиот Панда Банда линкап. И за нас, и не за нас, општо, кој да беше таму у куќата. Фала ви. Баш добри реакции имаше таму, баш добар вајб имаше низ целото место и во текот на целиот ден и многу сум среќен поради тоа. Дека така некако во последен момент го организиравме, али луѓето го прифатија и дојдоа од сите страни на Македонија, дури тие што живеат надвор од Македонија се погодија голем дел да бидат тука. Crazy shit. И присуствува. Мене најмногу ми се свија тоа што брат сме многу измешана екипа, да предржна машка, но тука се нашите Панда Банда девојки. Исто така има луѓе од цела Македонија и од различни возрасти, значи од 16, 17, 18, виши тие што беа 16 на почетокот сега станаа полнолетни. Реално. Па се до нас како можеби најстари од таа Панда Банда, значи 30 плюс, што е многу интересно да добиеш таква една група на луѓе кои доаѓаат од различни позадини, кои имаат различни секојдневија,
дали некој студира, дали некој се уште е ученик во средно, дали некој работи, дали веќе некој долго време работи, дали некој има девојка, жена, дали некој е сингл, дали дали јаде ваква храна или таква храна, тоа што не спојува е музиката, е добрата енергија и доброто друштво. И колку и да онака ќе очекуваш дека на толку многу луѓе, посебно во Дискордот, као 380 членови има, ако голем дел од нив не се редовно активни, не е тоа поентата. Поентата е очекуваш дека на толку многу луѓе ќе има големи недоразбирања помеѓу луѓето, ќе има кланови, ќе има такви работи, не баш напротив. Банда е многу Сеопфатна ствар е, брат. Сеопфатна и многу некако заедничка и тука секој се осеќа кога е дел од неа и мислам дека тука ти си многу битен, што реално имаш поголем контакт со луѓето од банда, посебно почесто си на Дискорд, посебно и претходните години почесто беше, сега се активирав малце повеќе, исто така бидејќи сакам да бидам дел од тоа. Тоа е тоа. Исто така и во личен живот, тоа што бевте во Атина, мислам дека многу ги поврза работите. Тоа што луѓето се дружат на своја рака во Скопје, во Штип, во Струмица, секаде каде што имаат прилика, е многу добра работа и тоа му кажав на Боби кога се враќавме од кога бевме те посетиме тебе, кога се враќавме у кола, му викам брат, Пандамониум да заврши денеска. Ова значи тоа да не правиме више епизоди ништо, само тоа што сме го постигнале со Панда Дискорд, со луѓето што се дружат меѓу себе, што се создаде таа една, тоа е како наречам друштво, тоа е едно големо друштво на заедница на луѓе, на фанови на музика, на фанови на култура, за мене е доволно. За мене сме постигнале целта и као можам да утре може да кажеме не снимаме више, тоа е тоа, постигнато е тоа со надеж дека некој од нив или можеби некој друг ќе прави нешто вакво слично и ќе прави содржина која е поврзана со хип-хопот, со културата, се разбира на негов начин, не на наш начин, ова е начинот на кој што ние сакаме да ја правиме и нормално, цело време го збориме тоа, експериментираме, пробуваме нови ствари, но правиме само тоа што е органски, тоа што ни оди нас, што сакаме да го правиме со сила, не правиме ништо, скоро ништо. Со сила и не бива ништо, брат, реално да правиме муавет. Ако не ни се прави, не го правиме и тоа е тоа. И не бива ништо и плюс уште една работа, тоа го зборевме на Дискорд во поглед на артисти, на вадење на музика, али истото важи за нас. За подобро или за полошо не заработуваме пари од ова. Добрата страна на тоа е што имаме целосна слобода да правиме како сакаме и што сакаме, бидејќи независимо од нечии пари, спонзорски договор може да збориме што сакаме. Сепак одбираме да го збориме тоа на многу сакам да кажам приземен и културен начин, со англицизми се разбира, бидејќи така живееме, така комуницираме и немаме проблем со тоа да го признаеме, тој не би сакале да се смениме поради тоа што некој тоа му смета. Ме заволе курото кога некој му смета, брат. Збориме кој што збориме. Да, треба да пазиме и свесни сме дека за моменти забегуваме. Јас бев многу самокритичен во претходните сезони кога се случав отпосле, кога не ми беше мислата концизна, кога не можев добро да се изразам. Сигурен сум дека и ти се навракаш на епизоди дека ова не знаев бладав ова, зборев ова не ги изразив моите мисли најчисто, али тоа е процесот на работа и тоа е процесот на снимање. Пак ќе кажам, го правиме ова на наш начин, го правиме да органски и сакам да продолжиме да го правиме уште повеќе така и to double down на тоа и Панда како проект и Панда банда како екипа да си продолжи да се развива органски. За тоа и мораше некад, јако доста време кјутев, мораше некад да се убацам 2-3 пати да карам на Дискорд, се со цел да го подобриме Дискордот да биде подобро место за комуницирање и да се фокусираме кон подобрите работи, што не значи дека сум управо и што не значи дека луѓето таму треба мене да ме слушаат или нешто дека сум можеби најстар. Туку едноставно, кој што сите си го кажуваат своето мислење, си го кажувам и ја. И само да ја завршам целата мисла, као многу ми е мило дека имаме такви луѓе во толкав број, како дел од Панда банда, екипата, комјунити, заедница, како сакате друштвото, како сакате наречете го и се надевам дека не мора да се шири премногу, нека се шири органски, ама дека врските помеѓу сите нас ќе се подобруваат со текот на времето и дека Панда банда ќе роди понатаму и други плодови поврзани со не само со музика, со хип-хоп, со култура, со лајфстайл, со живот, со што се не, зашто да не? Што и да е. Мислам дека пред се нашата мисија со ова е едно да беше, веќе не е тоа бидејќи го направивме, беше да се создадеме платформа каде што ќе можеме да го правиме ова, ќе можеме да покрај твојот начин на оддавање кон културата и ширење на културата како диџеј, да можеш да си дадеш платформа каде што ќе можеш да си ги стокнеш
на едно место сите мисли да си ги кажеш за одредени работи, во поголем дел овие муабети биле правени ни 130 епизоди што ги имаме снимено до сега. Биле на еден, можеби не сите, ама на еден начин биле направени на Вибер или преку муабет или на седенки или на автери во иста оваа ситуација, можеби со двајца тројца околу нас, али муабетиве биле како и да е. Тоа што е се уште останува наша мисија е да инспирираме луѓе да го прават ова и тоест да го прават тоа што сакаат да го прават од вистинските причини, Да. за вистинските причини, и да знаат што сакаат да постигнат со тоа. Кој што кажа Дарко, ова никако не е финансиски, нема никаква финансиска трансакција околу се во ниту пак има планови да стане некоја таква, од самиот факт дека сакаме да се го задржиме интегритетот. Во поглед на тоа што се кажа, ќе зборам као сакам и чкур да не ве заболел, као со нити критики, нити ништо, свесни сме за тоа што правиме. На крајот на денот се работи за нешто кое што е непланирано, несценирано, нема никаков тек на разговорите и овде единственото нешто кое што е водич е мојата и твојата енергија и као вибрирате една со друга. Толку. Ја ако се чувствувам да кажам нешто на англиски, и чкур да не ве боли. Разбирам критика, разбирам све. Џабе е, брат. Не е на место, без контекста. И толку е, нема зашо да збориме, брат. Бидејќи не сакам да станам гнасен, не сум тоа. Мајка ми боле ме има научено. Нема да зборам. Говнаро сум in real life. Така да ќе оставам тоа да биде in real life. Нека ова биде панда. Ме разбираш? Нека биде family friendly. Нека биде све тоа. Нема да зборам, али како и да е, отворени сме на критика, не сме отворени за гомна јадење класично македонско каде што се хејта све што постои на проколнато место земја. Така да фала ви на сите што дојдовте. Ви благодарам многу и за вниманието укажано и за енергијата која што ја дававте кон нас. Мене ми беше премило дека видов сите и некој ако не бил, кој што кажев и тоаш, не пишеме минуси, се надевам дека ќе видиме на следниот. Ако сте инспирирани да дојдете на следниот, дојдете, say what's up, поздравете се, приидете ни, уклучете се на Дискорд, почнете муабет правете со нас. Многу ми е мило дека успеавме панда Дискордот да го направиме место каде што ќе е безбедно за сите луѓе да може да си ги искажат своите мисли врз основа на тоа што веруваат, конкретно гледано за музика и да не бидат, знаеш, оцрнувани за тоа, туку да се направи дискусија, можеби преку начин на не на исмејување, туку на заебанција, на тролање едно другото, што е нормално и ја го правам тоа, да има некаков дискурс, ме разбираш? И тоа е многу добро. Така да се надам на поише, брат. Ова е панда линкап после 2 години. И онака го направивме многу on the fly. Ти беше инстигаторот за тоа. Еј, као, слободен сум викендов, да не сакаш случајно да направиме. Fuck yeah. Секогаш. И мислам дека беше правиот избор и за локација. Значи, фала на гостините 09 на хаус. Огромни сте. Фала ви многу. Ви посакувам многу среќи у све тоа што ќе правите понатака. Врв, и локал, и енергија, и луѓе, све беше кој што треба, брат. Све беше кој што треба. Таман. Се слагам и баш ми е мило и мене уште нешто излезе така. И уште еднаш ги повикувам сите кои се активни, кои сакаат проактивно да се вклучат, да ни помогнат во организирање на следниот, да ни дадат идеја за место, идеја за датум, бидејќи знаеш како почнува на Дискорд. Ајде да го правиме. Реално. Пишуваат луѓето што не живеат у Македонија, тука сме уште 2 недели, ајде да го правиме сега. Да. Пишува некој следната сабота сум у Скопје секако и као доволно е тоа да се повлече тие десетина луѓе на Дискорд да кажат ајде да го правиме за да знаеме дека имаме некоја основа за може да го направиме. Така да дајте да направиме од друг град. Да, исто така морам да напоменам нешто, брат. Македонија, Куманова екипа дојде луѓе од сите страни, брат. Не мора да сте на Дискорд за ова, ме разбираш, имаше поголемиот дел од луѓето што дојдоа не ни беа на Дискорд или ама не се активни на Дискорд. Као морате да сватите нешто, ако го збориме Дискордов, збориме за можеби некои 40-50 луѓе кои што се активни онака на неделно ниво, ќе се уклучат можеби 2 пати, 3 пати у просек. Имаме луѓе кои што се секој ден активни таму, да, и тие нели сме тука, али генерално гледано линкапот не е за стрикно за Discord мембери, као немојте да сватите, ова е од отворен карактер. Луѓе беа добро дојдени да си седнат со деца, со све живо и диво, кој што сака да се седне на страна, не мора нас да не слуша, може да ужива, имаше музика која што е курирана од нас,
трае 8 сати, плейлиста врти, луѓе кои како дојде може да си пушти музиче, да си ја чуе својата песна, како звучи на добро озвучение, гласно да ја чуе, така да осети вајб. Во друг сетинг, да, Во во друг сетинг со сетинг. луѓе, во сетинг со 2-3 пива. За тоа е пандемониум. Пандемониум е за да се чувствувате убаво, да бидете тука хахаре хихри, да ги направите муабетите што не можете да ги направите можеби во било кое друго место во поглед на музика, некој посериозно да ве свати, да не ве гледа чудно. Дека сме го добивале тоа, брат. Да. Сакаш да направиш некој посериозен муабет за музика, немаш. Овде ти се сите тие луѓе доени за една единствена работа, тоест таа е заедничката работа за која што сите дојдени. Така да тоа е. Се надам дека ќе имаме следен, се надам дека ќе е многу побрзо неголи кој што беше, се надам дека нема да имаме на пауза од 2 години. И тоа пак на крајот на денот зависи од нас двајца пред се. Ама и од луѓето кои Али да, дефинитивно, не го правиме стрикно за нас, значи не го буквално правиме за нас, го правиме за вас. Да, ама факт е знаеш како не е ни да се преброиме ни ништо, не е ни значат бројките. Никогаш. Едноставно работава е само Никогаш. само да ги видиме луѓево, бидејќи и на нас многу ми е битно да се тргнеме и да се отстраниме малце од овој интернет простор и да навлеземе малце во реалноста. Така, Дискордот ни беше уште една шанса како да стигнеме поблиску до луѓето кои што стварно не пратат и стварно се заинтересирани за музиката исто како нас. Линкапот уште еднаш да дојдеме до тие луѓе во физичка гледна точка и да стапиме у контакт, да направиме муавет и да испиеме по некоја пијачка. Се разбира. Секогаш сме за тоа. Некам да се уидиме од оваа тема. Ајде да се вратиме малце. Аукс Беталот го спомна, кои ти беа нека хайлайт моменти, кои ти текнува од прва сега, дали рунда, дали селекција, дали момент? Момент. Тоа беше, мислам дека можеби за сите и хайлайт ќе остане. Real motherfucking G's. Добро. Easy. Имаше една рунда кај што се фактички требаше да пуштиш песна од Биф. Дистрака фактички да пуштиш и Харис, мислам, и Лука беа, двајцата кои што се надпреваруваа. Харис и Лука. Добро, можеби, да. Да, и Харис ја пушти Not Like Us прво. Не знам која ја пушти прва, Лука не се сеќам. И втората, као тука беше изедначено дека се смеевме нели Дрейк лобито дека е многу силно у пандемониум се уште. И као сите ја хейтаа Not Like Us, дека е многу очигледна. Не е само за најаката, као окей, Not Like Us е јака, али тоа го зборевме и ќе збориме, ќе продолжам да зборам за Аукс, за што значи уствари Ауксот, али имаше изедначена и као ај уште една. И Харис, сигурен сум дека знае многу поише, не знам зашо ја отиде со Like That. И као Кендрик Лобито. back to back, ме разбираш, двата диса. Прво најакиот, после тој малце послабиот. И сега Лука доаѓа и ја рока Real Motherfucking G's. И луѓе почнуваат да пеат на цел глас, брат. Као пола од ја не бев ја не сум роден, ја и ти не сме били родени, песна која била искочена, ме разбираш. Класика е. Али е класика и као, ама луѓе ја пеат на глас се дерат. Брат, ја од 6 до 6. Јас Насмеан врв, брат. Свикам, брат, the kids will be all right, ме разбираш, као окей сме ако е вака. Се разбира. Врв, дека и Лука е некаде наша генерација, не знам дали е поголем, не знам дали е помал, ама наша генерација е тука, врстници сме. Харис е малце по вакво, ама еден од по возрастните, така. И кога гледам луѓе околу нас сите дека ја пеат песната на цел глас, брат, и ја знаат Real Motherfucking G's, викам, топ, брат, врв, изненаден, ме разбираш дека имаш мал милион траки, брат. Real Motherfucking G's мене немаше да ми дое на... Дефинитивно. Немаше, интересен пике. И заради тоа го зборевме ова, али заради тоа August Battle е многу интересна ствар. Дека е on the fly, имаш spin the wheel, имаш 70 теми, барем кај нас беше така, 70 теми кои што можат да се паднат, и ти у било кој момент, у било кој даден момент, зависи од тоа што ќе ти се даде, ти имаш инфинит пул на песни од кои што можеш да избереш, брат. Ме разбираш? Теоретски. Сега. Работава е дека ти треба да пресметаш. Ова е интересно, бидејќи идеш пред публика. И тоа мислам дека физичкиот елемент на August Battle е многу интересен. Дека може да е смешно и треба да биде и комично, треба да биде јако, треба да биде
Да, бе. Не, ја мислам Треба дека да тоа има е аха момент. Ја мислам дека тоа е најбитниот момент и тоа се покажало и на Дискорд. Елементов сюрприз, брат. Никој да не очекува, да не е најочекуваното нешто. Се слагам. И имаше такви доста примери интересни. Кој беше бе она White Girl Music, која беше? Исто, White Girl Music, Харис ја пушти таа, мислам дека бе Оги против Харис. Оги и Харис, ама кој беше тој пикот која збесна сите сега? Ќе збесна ја знам песнава. Не знам како беше, ама и тоа мене ми беше еден од хайлайтите. Брат, мужи собрани, сите играат онака, ама на некоја таква лесна, не знам, не попиш песна беше од 2000-те, немам појма, ќе опрашам Харис која, али лудница. И као тоа дека као не можеш да го претпоставиш тоа, нема како. Да видите како ние нас диџеите, кога пуштаме музика пред луѓе. Исто така, многу добра аналогија. И кај што времето тече, ти си пуштил една песна и сега имаш 30, 60, 90, 100 секунди за да смислиш која ќе оди следна, таа треба да се поклопува со претходната и да има смисла во собата во која што пушташ музика. Да. Сега ова е малку обратно. Ова е клеш, ова е бетл. Тој што бира прв има поголем притисок да одбере побрзо, бидејќи кога правевме онлайн, двајцата даваа во исто време пик. Да. Сега е обратно, сега тој што оди прв треба одма да каже уследните првите 15-20 секунди. И сега вториот може да кажеш дека има предност, ама има и притисок уште поголем бидејќи веќе знае која е пуштена и сега он размислува што може да извади подобра реакција од ова, што може да е контра на ова. Како сега јас додека тече таа песна, значи пак имаш ти 30-40 секунди да го рафинираш својот избор. Да. Првите идеи што ти текнале кога си дознал темата, додека го даеш твојот избор. И тука е моментот дека треба да одиш против песната која веќе свири. А во живо е тоа малце потешко, бидејќи ја гледаш са реакцијата, па сега гледаш усовата. Не верувам дека луѓето го правеле баш така, ама ја као диџеј го правам. Сега гледаш кој реагира како реагира добро. Дрейк лобито не реагира на натлека, да правам да ги добиам и нив и плюс другиве за да можам да победам. Не сегаш, пример. Така да многу интересна дешавка и мислам дека луѓето кои учествуваа добија малце сенс како е тоа да се пушта музика под притисок пред луѓе и да пробаш се тоа да има смисла, да звучи добро и да ја погоди правата енергија во собата. Братот, качаме, одбираш нешто и очекуваш дека ќе се закачат 50-60 луѓе на тоа, ме разбираш. Тоа е уствари. И им беше многу јако. Многу интересен момент, искрено ти кажувам, мене ми изненади тоа како сето се одвиваше, колку добро и колку лесно течеше. Долго беше, имако трпно, Дарко беше испотен на крај, онака го гледам црвено. Ја бев уствари полукелнер онака. Трајо иди пиво земи, директно од оние аптекарски не Хајнекенчиња од 0,25, не знам зашто постои таа амбалажа, ама окей, тоа е за кикирики, ако сакаш да јадеш, пивце за да иде со нив, тоа не е за обратно, брат. Да. 0,33. Тако, брат, али напред назад, Трајо ајде вика за финалистите по едносковско, и тоа прави ствари. Ки испив 25 кисели води, мислам дека бубрекон ми умре, брат, од мочање. Што нема што да правам, не можам да пијам и на крај едно викам ајде за прослава едно винце белудрив, таман. Али тоа е. Ама све, брат, нарачување бравос, брат, со маната и со Харис, брат, јадевме бравос надвора на тераса на кој што сака фунги стекче, јас стек со хаос, брат. Различни ситуации, многу јако, али врв. Тоа треба да биде, брат. Лани се удривме челик со флекс у погон, не лани, преклани, кога бевме у погон. Тоа е тие ситуации, брат, мора, брат, gotta make it happen. Тоа е. Тоа. Врв, али да, се надевам дека ќе ве видам сите на следниот, се надевам дека исто така вака, не успешен, али во вакав број вака сите насмејани, убави со добра енергија доени, за убавите работи доени, ќе ве видам сите следен пат. И фала ви уште еднаш што дојдовте. Ми го направивте денот искрено, као ја толку бев уморен што си доаѓам дома, не ми се правеше муавет, брат. Социјалните батерии ви толку беа многу истрошени, што ја не можев, не бев у состојба да правам муавет, брат. Утре дента тек, едвај. Кјути, брат, ние ја сгрешивме тоа што отидовме кај Реџер, пива, глупости. Ти викам, од тој ден од кога почна линкапот, тоа требаше биде лабав викенд, петокот не требаше да пушта музика. У последен момент излегува некои ситуации, и тоа две, така да некако се ми се фати од лабаво до пренапорно, Загреб, турбо и се уште трае хаосот, али
Тоа е тоа. До кај сме стигнати? До Загреб сме стигнати. Па до Загреб или ако сакаш да дадеме малце момент за hot takes или тоа може да луѓето да го гледаат во епизодата? Мислам дека најдобро е да се гледа hot takes, бидејќи знаеш како имавме доволно време и ние да даеме солидни одговори таму. И мислам дека беа добри hot takes, мислам дека се направија добри муабети. Имаше луѓе кои што си имаат онака, бидејќи тоа беше целта. Спремете се, дајте ни ги, ќе збориме за тоа. Имаше добри теми. Пак, нели, ме нервира фактот дека се уште револвира околу Дрейк и Кендрик. Нема некои други hot takes што се вон тема. Добивме. J. Cole. Ама пак е врзано за бифот, така? Би сакал следен пат да не сме толку Види. Ајде, ја би го зборил ова. Ја мислам Beef дека ова е тема сама по себе, брат. Јас мислам дека освен Кендрик и Дрейк, ајде да речем и J. Cole, јако не, ништо друго во хип-хопот последнава година не води никаква реакција. И до ден денес ништо на Инстаграм страните никаде не вади таков рич, таков момент, таков exposure ко Дрейк, Кендрик, бројките кои са го направил, што се направил, добро мислење за албумот, лошо мислење за албумот. Мислам дека и ние како медиум за хип-хоп под наводници да речем и денес имавме потешкоти да одбереме тема и за тоа и оваа епизода ја тераме така малце као рикеп и као само као муавет, колку само да одржиме тек. Реално во моите очи ништо не се случува во мејнстримот, во хип-хопот во Америка ја тоа мислам дека Од као почнавме, ја и ти бе брат да снимаме. Реално овој муабет го правевме, мислам дека можеби у втората сезона. прв пат го правевме реално кај Јамок. Така? Да. Зборевме за трапот next? за тие работи уште можеби во првата сезона. Дека беше ковид, не се знаеше тука што ќе биде. Да. Добивме некои солидни изданија. Ама ја да речеме последниве година две, бифот според многу луѓе го врати хип-хопот на врвот и по бројки и по се. Во моите очи не е така. Кога имаат потешкоти и медиумите кои се задолжени да говорат, да разборат за хип-хоп, да одберат тема, е малку симптоматично и проблематично ако се сведува се уште на Дрейк и на Кендрик, наместо да биде обратно, се сведува се на нив. И мислам дека тоа е голем проблем, станува голем проблем на сцената. Ние како диџеи немаме добра нова музика за пуштање. Ние како Панда немаме многу теми за зборење, а да не се поврзани со нешто од Дрейк, Кендрик, дури и hot takes кои ги добивме беа поврзани со бифот, беа поврзани со тројцата The Big 3, иако J. Cole веќе не припаѓа таму. И не знам, некако ми е многу као празна е сцената во моите очи. Иако можеби Кендрик има 5 песни на Billboard Top 10, Дрейк е број 1 на Billboard со новиот албум, една недела, вајде втората ќе падне. Као да, бројките се тука, ама бројките не лажат, ама многу често и знаат да излажат. У големата слика. In the grand scheme of things. Знаат да лажат многу, брат. Гледав пред 3 дена, има едно многу јако видео, што мислам дека Никола на Дискорд го линкне. Можеби го имам гледано оддамна, али го немав гледано многу време. Видеово е старо 5-6 години, мислам дека, од еден јутјубер што се вика Diverse Mentality, кај што многу добар брейкдаун дава на битката помеѓу нас и Jay-Z. И као, знаеш, најлесно е у паралели да си влечеш онака и као ја гледам колку било уствари имам многу работи што ги имам забораено околу таа битка. Јас ќе бидам најискрен, ја не сум ни многу добро запознат со таа битка. Па ја брат не е ни trip down memory lane, ја имав многу нови работи што ги научив во смисла за тоа. Али работава е, знаеш како? Ова све што се дешава е многу не помало. Не може да е помало дека сега веќе интернетот постои како алатка. И не може да се контролира. Но тогаш, во тоа време, тоа колку било големо, и како се до тоа се движело, на радиостаници и на све тоа, и колку биле engaged во сето тоа, се појавувале на интервју секоја недела, иделе у Hot 97, овој идел на другата страна, овој идел ваму, овој идел таму, како го воделе целото. Било права битка, ме разбираш? Е сега, работава е дека тогаш било многу по као контакт спорт. Апла. Многу по контакт спорт. Има многу откачена работа нас, што усвари пробува да направи со Summer Jam. Не знам дали тоа знаеш. Да. Ја искрено го имав забораено тоа. Знаев за Summer Jam, ама не знаев дека човекот што пробува да направи усвари.
Имало видео извадено од 2012 после 10 години искаче уствари. Дека човек уствари прво е да го обеси Джейзи да го линчува, онака што е ненормално само по себе. Откачено е многу. И дека како се гледа уствари колку до кај има отидено работата. Нели, потенцијално да кај има отидено работа. И кога ќе направам паралела, ова сево као заврши, се уште све е up in smoke. Као све е горе ова, нема ништо, брат. Работава е дека бројки, тие работи. Овие бројки ние сега што ги гледаме. Ние немаме еден артист, хип-хоп артиста, да не е од овие тројцава. Двајцава. Да, ајде ќе видиме. Еве, J. Cole чекаме да извади еден голем таков нели релиз, да не е My Delete Later, туку да е нешто кое што ќе е, например, еве Fall Off, така нека искочи срањево конечно, и да видам колку сила има J. Cole од 2025 или 2026, се надевам дека не знам. Се надевам дека ќе оваа година да извади албум каде што ќе има. A$AP Rocky е фри, конечно. Don't Be Dumb ќе го извади. Сакам да видам овие артисти што имаат уште по еден чаур у нив, да видам бројки wise. Така, збориме за бројки, колку албум сейлс имаат. И сега ќе ти кажам зошто. У паралела со 2000-ти, кога имаш повеќе артисти кои што прва недела правеле по 200-300 плюс физички копии продаени, не стриминг, физички копии продаени. Друга тема е тоа. Друга тема е, ама само ќе ти кажам дека големината сега е многу поише извадена вон пропорција. Артистиве не се познати заради музиката што ја прават, брат. Тоа? Не се познати, брат. Не се познати. И тоа е многу голем проблем, брат. Зашто мислиш конкретно? Сега ќе ти кажам, на кај ми иде мислата, брат. Дека артистиве преголеми звезди станаа, брат, за да прават реална музика, добра музика, брат. Преголеми звезди прават. Преголеми звезди станаа. Тоа е, мислам дека и вистинскиот проблем, бидејќи знаеш како, истото и со рок. Со рок музиката истото се деси, брат. Отиде све у курац, отиде многу големи станаа, брат. Мултимилионери, бизниси, истите ствари што се дешава сега у хип-хопот, брат. Закачени за бизниси, вакво, онакво, све тоа беше у 90-ти. 2000-ти замре срањето. Така, рок не постои ден денес класичен она да кажеш некој огромни освен нормално што се тие. Сега ја не влагам таму, не сум од no лаички го кажувам кога ќе го кажам ова, молам не ме напаѓајте за ова. Али има неколку бендови кои што можеш да кажеш дека се од рок светот. Класичен рок веќе и не е на големата сцена. Едва и чекам да се деси со хип-хопов више, брат. Ја ќе сум добар ако хип-хоп не е број еден жанр у светот. Добар ќе сум, брат. Кога ќе им се намалат чековите, кога ќе почне главта пак да иде, кога ќе се врати све, не back to the basics, али усршта, кога ќе се врати онака малце по-вистински да биде, кога ќе се гладни за све. Нема више, брат. Нема. Све јасно име дека нема, не треба да вадат, не треба конзистентни да бидат, не треба ништо да бидат, брат. У своите најголеми години, брат, Jay-Z и нас имале многу да изгубат, бидејќи све било врзано за нивната музика. И не смееле да си го дадат тоа место. Не смееле, брат. Курго, заболел Дрейк дека изгубил од Кендрик, стои на 300 милиони, брат, ме разбираш? Пола Америка има клецнато од кога се деси бифот. Уште е истото копиле, мера. Нема, брат, нема, немаат овие сите, брат. И мислам дека таму лежи големиот проблем, брат, најголемиот проблем. Преголеми звезди станаа, брат. Преголеми музиката отиде втора да биде. Можеби и трета. Имаат бизнис дилс, имаат вакво, сите се бизнисмени, сите се босови, сите се вакви. Лил Јахти извадил водка, извадил текила. Дечко извади го албумот, не ме тупи, бе, брат. Прекини Мак Демарко да ти свири гитара, да се преправаш нешто што не си. Дај рапува, брат. Ама никој не го интересира Лил Јахти, брат, за музиката. Кендрик е, мислам дека тука... Се надевам дека со Кендрик нема да се деси тоа. Кендрик сега го добива тоа, брат. Кендрик е многу поголем од неговата музика, брат. Кендрик кофаца, брат. Ти не знаеш што све, ти не гледаш Reels на Instagram, ти не све се мене што све ми искача, брат. Што? Кажи ми.
хендикипирани луѓе, брат, као деме крип walkout на над like us, ме разбираш? Крип walkout, ме разбираш? И тоа треба да ми биде смешно, брат. Not interested, брат. 3 точките not interested, брат. Репорт, брат. Виебам све, брат. What the culture feeling, брат? Тоа е културата, брат. Добро. Ама let me get my shit off, брат, искрено. Преку кур, брат, преголемо е, брат. Преголемо, треба да пукне срањево, брат. Треба да пукне, има неколку луѓе, брат, што го прават кој што треба и срањево треба да пукне од таму кај што е, брат. Ја многу ќе бидам среќен ако хип-хопот се врати да биде второ или трето место, брат. Жета малца се врати, брат. Хајде, мајките нека ве тераат, татковците нека си дадат од вашите животи и терете се. Јас сум глуп и игнорантен, го зборам ова, ама мора малца, брат. The real is back, the real is back. Дај малце, жити мене. Дај се вратиме у нормално, брат. Ова не иде, брат, виш. Не иде. Не иде, само нема више ништо, брат. Нема никој за ништо не збори. Рапериве нема за што више да зборат, брат. Не можеш да збориш за улиците. Те знаеме дека не си од улица више, пошто нема. Ша правиме муавет, джело ќе ослушаме, брат. Не по бејби, татко му си има нели, топе. Двајца синови у НБА и вакво, ама као за улиците сега ќе збориме, брат, као не. Уште пред да влезеш у НБА имаше мултимилион долар дил, ме разбираш, као не. Он е пример, само еден од нив. Као има многу више, брат. Нема страгал, нема жету музика, брат. Никој не е жеден, брат. Никој. Не е више спорт. Ја тоа го сватив. И таму мислам дека лежи вистинскиот проблем, брат. Ја нема жета, го нема тоа еланот, брат, што да се биде најдобар, брат. Најдобар у шо, брат? Шо? Да флексаш пари мани спред да правиш на Инстаграм? За кого? Све е изветоперено, брат. Боле нека остане на улиците, брат, искрено ти кажам. Каде мислиш дека се зајаба работат? Не, види. Прво да сватам точно за што ми збориш дека брат, многу е ова што го збораме многу големо, многу поголемо од сите на сега. Порам муабет дека хип-хопот више кој рокот што си го има достигнат својот врв е веќе толку многу далеко отиден над све тоа што репрезентирало, што е извадено веќе од пропорции, не се знае што е што, така? Не се знае што е што. Веќе измислуваат глупости само за да го дефинираат ко хип-хоп. Значи, све што може, мене ми сметаше Black Horse кога се појави со Кети Пери, ми сметаше у тоа време. Збориме за 2012. Кога трапот кod правец се дефинираше, дека уште тогаш почна да се залепуваат. Майли Сайрес со Mike Will Made It, 23, што реално си стана хит и све, али ме разбираш? Сега веќе све и свашта онака се лепи на етикета хип-хоп од самиот факт дека хип-хопот е најголемиот жанр у светов. И си викам, можеби ни треба сме стигнати до тој степен кај што треба еден ресет тотален, брат, ме разбираш? Ама апла онака. Pull the plug on this shit, брат. Јас се слагам за тоа. Вратете ги сите издавачки куки, нека бидат издавачки куки. Вратете си го најорот кој што треба. Идете на улиците, барајте, брат, жедни луѓе кои што немаат пари за леп, брат, и кои што имаат нешто што кажат. Вратете го страгалот у хип-хопот, брат, мо. Си изгуби есенцијата и сега можеби звучам ко old school. Old head, да. И звучам на луѓе кои што не ги делам истите вредности, али муабетов е дека не дека они се управо. Може би више стварно стигна таму времето каде што треба малце работите да се вратат. Ја не велам да се вратиме у камено време и DJ Premier да биде најдобриот DJ на светот и најдобриот продуцент. Не. Али let's take it a step back. Да. Малце. Се сложувам со тебе. Све ова е многу една голема фасада и фарса, брат. Многу ме нервира тоа, брат. Брат. Дури и бифот така излезе на крај? Па искочи на крај, брат. Искочи. Ја имам огромен проблем со тоа, брат. Ше имаш огромен проблем. Како неам полети лица од западниот брег, така? Двајца належат у затвор, брат. Едниот у Ел Пасо го фателе со дрога, другиот криумчари за нешто друго. Кој полети лица од вакво? Сите се криминалци околу Кендрик Ламар, брат.
Кој полети лица? За кој правиме муабет, брат? Еве, јас сум човек од Радовиш, така? Шо курве не ми значи лефти ганплей, брат? Абе се слагам, брат, шо? Еве, има едно интервју на со Channel 5, се збори за LA Dodgers, не знам како си има најдено, но тоа интервју еден од тие будале. Хита J3 или немам појма кој. Не знам, еден од нив. 3 реченици не знае да спои. Полети артисти од западот. Ама тоа е. Значи сакам да кажам дека работава отиде премногу у курац. И стварно се надевам дека Кендрик нема да го направи тоа. Кендрик сега го добива тоа го сватив. Кендрик сега е супер звезда. Од секад бил звезда, сега е супер звезда. Со ова. Сега он го добива тоа што го Дрейк го има 15 години. Сега. Од сега натака ќе видиме како ќе тера. Се надевам дека нема да тера на лошо. Се надевам. Нема шанси, брат. Се надевам. Нема Стварно се надевам. Не верувам дека сега нешто Кендрик 15 години го прави ова. Не може да му се деси нешто преокрет да прави некои работи што не треба да ги прави. У смисла. Сега е на подем он, кој што Дрейк имаше шансата, кој што го зборев ово го имаме на Восок некаде, не знам каде, мислам дека некаде го зборев, али Дрейк кој што имаше шанса у 2022 да го направи да иде fully independent, да се ги земе сите луѓе околу него и да ги направи мултимилионери, а да не потпишува сам пункур вакво за сега ова да се деси, пошто и тоа е одрас на се ова. Очигледно има проблеми со неговиот лейбл, така? Ги спомнешам од се работи, ама ајде докажи се, па можеби ќе сватам. Муабетов е да не забегувам ја. Чеки, кажи за Кендрик, само докажи тоа дека бил имал шансата Дрейк. Кендрик сега со PG Lang е fully independent. Абе како fully independent, брат? Не. Има само он нема рекорд дил, има само distribution дил. Тоа е окей. Тоа се уште се смета за independent. Дрейк е потпишан contractually obligated е со UMG да вади албуми. PG Lang си е посебна ствар, не се ни води као лейбл, мислам дека, а дистрибуција му води Columbia Records или UMG, како и да е потпишан таму кој кур. Не знам, али он нема рекорд лейбл дил со овакво. Он не е артист на UMG. Туку има дистрибутивен дил. Они само му е дистрибуираат музиката. Исто ко Рас што има со Columbia Records. 10 милиони што потпиша. Тоа е друго. Се надевам дека ќе биде тоа што он се курчи дека е. Дека ќе биде. Не лефти ганплей. Дај ми нешто од субстанца за тоа ти што си бил, кога си бил полет артист од западот. Најди го тој у Комптон, најди го од било каде, извади го и напред. Генерацијата треба, ние не сме добиле ниту еден артист у последниве 5-6 години кој што бил под закрило на некој голем артист и сега да е добар. Нема. Го подпишаа Тена Лион, будалчено ликови продавал на PG Lang за по $50 на интернет, го избркаа од таму ко куче. Нема ништо, брат. Нема. Многу работи кои што функционирали у хип-хопот више не се дел од културата. Нема A&R. Ова го имам зборано многу пати. Се смееме на record labels, ги хейтаме, али A&R ја има доведено до овде работата. Многу јак му, многу накратко. Гледав на HBO за The Fall of Diddy. Ја не бев запознаен со тоа. Mary J. Blige е Mary J. Blige заради Diddy. Diddy кажува, да, ти си на R&B кралицата, али чекај малце. Имаш ли пробано да рапуваш врз хип-хоп инструментали? Менјање, топка, друже, онака вртење свет наопаку, брат, со проста работа која што у тоа време сите тие екзекутив, не, требало некој 25 годишен со нова визија да смени све. Сега ни треба истото, брат. Ни треба некој е таков, со нешто такво, со било што, али да се врати жета и потребата да се биде прв, ама за правите причини. Не само за да се скине главата на тој што е, туку со работа и со труд. Не дека Кендрик си го нема изработено своето. Ова Кендрик си го заслужува тоталка. Ја више зборам за нова генерација на артисти, брат. Така, тоа Травис Скот што требаше да биде, а никогаш нема више да биде, пошто пројде неговото време. Let's be real, брат. Пројде. Шансите му беа дајани, ги имаше многу. После Astro World не успеа. Може музиката е добра.
Ти треба да си лицето на жанрот. Нема шанси. Далеко е више од тоа и недостижно е за Нема шанси. Травис. Така да ни треба некој нов. Ни треба малце менторство. Менторството заврши со тие некои примери кои што ги имаме, ете. Ако го земеме Травис Скот, као Кање, нема. Кендрик, Дрейк. Нема. Немаме. На Дрейк. Нема више тоа. West Coast екипа Кендрик. Нема више од тоа. Ова немам размислено, затоа си Ни треба малце у есенцијата на хип-хоп музика да се врати тоа. Ни треба. Back to the roots на тоа, а не на звукот. Туку на као се работи и што све значи да се биде хип-хоп. На све тоа. Да се експлоатираат сите работи кои што оваа култура ги има создадено за еден артист да ги користи. А не све да биде гимикс, све да биде само... Мора да се биде подобро од тоа што моментално се... Као... Го зборевме ја и ти ова пред неколку дена овде која беше... Мораш да делиш, брат. Ти ко артист мораш да бидеш вон сето тоа што стандардното ти го пружи. Мораш нешто да даеш друго на луѓето, освен 10 рилови, кои што ги скролам у 22 секунди, брат. Кур ме заболел, ме разбираш, уште еден си у алгоритмот. Да. Биди среќен ако 3 точки и над интересът не лутнам за уште еднаш да не ми искочи. Да. Биди малце поразличен, ме разбираш. Има многу примери за тоа како се правело. И ова е многу добар сегуеј за следната тема за како се правело. Али еве сега следното што ќе го збориме за патувањето на Дарко и кај беше у Загреб и што правеше. Мислам дека многу добар пример за тоа како се правело и кои се сите тие алатки и начини на репрезентирање хип-хоп, бидување хип-хоп и градење на еден артист, на конекции, на стварање на конекции, на бидување добар човек од културата за културата. Толку. Немам што поише да рантам, извинете ако бев досаден, али морав да го кажам ова, пошто се нервирам, секој ден се чудам што прво да пуштам на Spotify, више ми е преку кур, Исто. и сагам да се сменат тие работи. И боле ќе ми е ако хип-хопот ми отиде у курац, како жанр, како култура, боле ми е ако отиде у курац и у obscurity, малце да стана у позадина нека отиде, за да се избистрат работите и да се вратиме на некои малце поубави, не времења, пак ќе кажам, не барам некој стар звук. Сагам нешто ново. Али сагам тоа ново да биде потикнато од нова млада енергија. Не ќам 40 годишни рапери да ми вадат хитови да ми викаат дека ова е the next best thing. Не. Сагам тоа да заврши. Не ќам да се молиме на Кање и на Дрейк и на Кендрик за да го спасуваат жанрот 30 години подоцна. Не, ми треба некоја нова сила, ама таа нова сила сакам да биде, не знам, нов Травис Скот артист. Никој не работи тоа. Неќе менторството има умрено, брат. А не сме свесни дека хип-хопот има стигнато овде заради менторството. Passing the torch. Не сме ни свесни Го немам размислено. колку уствари сите. Кажи ми еден артист што нема силен A&R позади него, што сега е легенда. J. Cole од Jay-Z. Дрейк, Лил Уейн. Кој има земено унај. Не морало, брат, Лил Уейн да го направи тоа, брат. Не морало. Го направил пошто знаел дека треба. Едно, дека му треба негова млада енергија, у неговиот ростер. Брат, ти ги зимаш кој беа? Ники, Тайга и Дрейк. Имаш уште некои други, ама. Да, али тие се тројцата главни, така? Види какви артисти зимаш, брат. Ти си Лил Уейн, ти си угоре. Продаваш по 300,000 копии неделно. Fresh Off Carter тројка? Да, четворката е со Джон, со Рик Рос у 2011. Значи ти толку учим Уейн го прави у своето најако време, у својот прайм, свика чекај бе, време ќе посветам, ќе бидам екзекутив продуст, ќе ги туркам овие, за да не треба да викам некој друг сосема, ќе викнам некој од мој рекорд лейбл, ќе направам нова така Cash Money, YMCMB, правам нешто следно, ново, Passing the Torch. Више го нема тоа, брат.
Више го нема. J. Cole е на The Blueprint 3, а Star is Born. Jay-Z тоа го збори дека J. Cole е новата звезда. J. Cole станува новата звезда у тоа време. Drake Forever, Kanye, сите тие passing the torch моменти, брат. Ништо немаме такво, брат. Сега, знаеш што се дешава? Извини да го навредам ве. Сега се дешава у моментално хип-хоп, тоа се дешава на македонската сцена, брат. Стари артисти не ќе да соработуваат со млади, сите се поделени на свој кампов, никој ништо не прави, брат. А ќе секне и тоа, ќе секнат и да бренд дилс, ќе секнат и водички витамински и текила што продаваат мочка од Мексико и све ќе секне, брат. Све ќе секне, ама ќе биде прекасно. Боле нека секне сеа. Дури имаат сите финансии да се спасат, него ли да се пресуш. Нема никој, брат, ништо не прави, никој не вади квалитетна музика, брат. И тоа што е квалитетно или не стига до нас или е толку многу далеко што си викаме па што куре ово. Не можеш да го примиш кој што треба. Далеко поглед на звук или поглед лево, на... брат, да. Пошто па и нив единствениот одговор на сево ова е да се биде многу поразличен. Се разбира. И сега дека е поразлично, мора автоматски да е добро. Ме разбираш? Вакво, онакво. Ја обожавам такви работи, ама упорано имало место и за тие. Сега више не се знае кој е што, брат. Не се знае, брат. Пошто се трга сите се онака scrambling for shit, брат. Ме разбираш, као Kanye иде кај JPEG Mafia да му продуцира песни, брат. Као од тоа од што не знаат што да прават, брат, да видат дали ќе залепи, брат. Порано беше друго. Го зборевме Hudson Mohawk, така? Hudson Mohawk апсолутно никој не го знаеше надвор од луѓето кои што го слуша и знаеа за Лунис. Као тие што беа навлезени во тој правец, знае. А и беше интересно дека гледаш дека некој веќе во својот прайм или втор прайм, зависи како го гледате Kanye и од кога го пратите Kanye, али у тој момент добива као уште една нова сила. Ова више не е тоа, брат. Ова е веќе апла користење и само пигибек. И се гледа кога е искрено, кога не е. Се гледа кога е пигибек, се гледа кога е чекај, дај да ги сплотиме идеи што ги имаме. Ја вака. Се гледа кога е инспирирано, се гледа кога е само донесено. Мимики е, ме нервира, брат, дека нема ништо не е реално, брат. Ништо не е реално, брат. Све е само за кликови, све е само за рич, све е само за views. Да ви изнаебам и views, да ви изнаебам и кликови и рич, брат. Евете се сите, вратете се таму кај што треба и нека се врати жете и квалитетот музика, брат. Пошто искрено преку куриме више, брат. Не знам што слушам, брат. Проблем е ако ти не знаеш сабајле, искрено е проблем. Ако не знаеш од еден жанр кој што е толку многу голем. Не можам да ви опишам колкав е хип-хопот кој жанр. Толку е многу проширен и пространет, што ако имаш проблем на прва да ти текне песна, у 9:00 си ја пуштиш, имаме голем проблем имаме. Огромен проблем имаме со култура. И пак овој човек од Радовиш кој што го зборил. Може и ништо не значи. Али be that as it may. Не идеме таму, чекај. Фала ти за рентот? Мора. Мораше да остави да го направиш како монолог. Тежеше ова на душа. Начна повеќе теми, нема да влагам повеќе, сакам да го оставам како монолог дека си има значење само по себе. Може му некоја друга ситуација да збориме тема по тема, сигурно ќе развие ова дискусија на Дискорд, каде што ќе може да го расцепкаме некако по теми. Само ќе ти кажам дека факт е дека сме стари, факт е дека нашиот прайм завршува и сигурен сум дека истиот сентимент што го имаш ти, го има и луѓето кога ние почнувавме да слушаме музика. И тогаш ова не е хип-хоп, што е ова чудно, попот се закачува на хип-хопот, види ги рапериве шо зборат, се изгуби поентата. Ајде да направиме паралела. Перцепцијата е таа. Перцепцијата е таа. И сега да ти кажам дека тоа е аргументот не е ист. Тоа е сайкл на случувања кои што се повторуваат дали во рокот 7 години, 10 години, 12 години. Тоа се доаѓа со годините бидејќи ти во твојата глава свесно или подсвесно имаш некои стандарди како нешто треба да биде. И да звучи, и да изгледа, и да се понашаат и се. Се слагам јас дека има и големи разлики, бидејќи јас мислам дека јас и ти доста трезно ги гледаме овие работи, не гледаме хејтерски кои што не гледале нас претходните генерации, кога се осеќале вака, јаделе гомна за вие ништо не знаете, вие петерчиња со тесни фармерки, шо е ова музика, каков е се овие битови, што е ова аутотюн.
Тие сите коментари што сме ги добивале тогаш, знаеш. И тогаш мора да бидем искрени, тогаш хип-хопот бил во некоја лоша фаза, за потоа преку други правци, преку други ствари, преку EDM, преку фестивалска култура, преку милион други, преку поп музика, преку милион други комбинации да дое пак на голема врата и да си го заземе местото. Сакам да ти кажам дека не треба да звучиме као Oldheads, туку секој во одреден момент се осеќа дека некој дека мејнстримот му нуди нешто или не му нуди ништо, али се слагам со тебе дека факт е дека последниве години не сме на тоа ниво како што сме биле кога сме почнале ние да слушаме музика. И тука и поради тоа јас го држам хип-хопот во многу висок стандард. И затоа и кога ќе ми каже некој абе добро е и сега има пак е хип-хопот на прво место, пак имаме албуми, пак имаме топ 10 проекти сите бираме на крајот на годината, како не можете да замислите што се дешаваше од 2012, 13, 14, 15 за да се спореди со ова. Се надам дека ќе успеете некако во вашите животи да го доживеете тој да бидете дел од такво нешто што ќе биде толку бабали, толку ново и толку креативно, таква една енергија, таква една експлозивност. И не за џабе ја викаме јас се рече таа втората златна ера во хип-хопот тој период од 2012 до 2015, бидејќи факт е дека сите артисти кои се релевантни, кои ги слушаме денес, се појавуваат тоа време или се активни тоа време. Така да само тоа ќе го кажам. Многу добри поенти имаше. Не сакам да влагам една по една бидејќи у текот на целиот тренд ги изгубив и поентите. Да, забегав многу, да. Не ги запишував, иначе има тука повеќе моменти што треба да се разработат. Сигурен сум дека екипата на Discord ќе ни ги посочи тие некако поточки и ќе се развие дискусија за тоа, па ќе може да збориме и понатаму за тоа, али се на се многу добар момент што како сакаш брат, може да го предадеме и на македонска сцена, бидејќи и на Discord се спомна нешто за македонска сцена, за ролаут, за квалитет, за неквалитет, за соработки, за несоработки. Го спомна ти тука како саш може да продолжиме тоа, па на крај ќе завршиме со патувањето во Загреб. Па не знам што да кажеш. Не знам што поише би зборал за тоа брат. Муабетов е дека таа ми беше мене паралелата дека тогаш го осеќав, го имаме ја и ти многу пати зборено тоа, дека и овде па не ни има сцена, брат. Се лажеме ако кажеме дека постои нешто кое што се вика македонска сцена. Јас се слагам и за тоа. И ова не е никаков дис или нешто некого да не постои сцена, се лажеме. Постојат артисти кои што креираат музика, но не знам ни дали може да ги собере на рака луѓе кои што може да каже дека живеат од музика. На рака, на прсти се бројат. Заради тоа, кога ќе се каже, мене ми е смешно кога ќе се каже македонска естрада. Фуј, катастрофа. И не се као срамота е зборов да се вакво не постои. Не разбираме ние дека естрада се мисли на луѓе кои што се од многу друг статус неголи нормалниот човек. Кај нас не постои такво нешто. Нема еден артист кој што е од такво ниво. Не постои. Плюс, второ, нема ништо нема едно нешто. Кој е звезда во Македонија, бре? Еве, ајде да збориме, кој е македонскиот Дрейк, кој е македонскиот Кендрик. Ајде да направиме една паралела од светската сцена, да ја земеме Америка, кој што е нели најголем експортер на вакво. Не. Ама тоа сам да ти кажам, нема што да правиме муабет, нема. И тоа е лошо. Лошо е дека нема. Не можеш, ја не зборам за бројки, не зборам за ништо, зборам за не е ни лонжетивити, брат. Има артисти кои што прават музика 20 плюс години, така? Не е ни за тоа, туку зборам за као тоа што е да се одржува, да се биде нешто, брат, ме разбираш? Нема ниту еден таков пример. Нема. Све е сведено на така. Брзо све да проаѓа, да се гради, не се гради ништо. И едноставно ти доаѓа можеби еден момент каде што си викаш имам шанси да се шитнам овде. Се шиткам овде. И тоа е. И не знам за колка. Ја искрено немам појма, немам представа што значи да се биде артист во Македонија. Дури од највисокиот ешелон ако постои еден. Не знам.
Не знам, еве ќе спомнам еден слаткар. Не, ја не знам, на пример, искрено да кажам, слаткар не знам колку заработува на годишно ниво од неговата музика. Немам представа за тоа, ниту ме интересира, да не се разбереме погрешно. Али сам да кажам дека, слаткар го зело дека може и пак најактуелен на сега моментално. Не знам, еве со Тони имаат концерт сега. И ја имаше сладкаристика Будало турнејата, што беше исто така многу успешно. Може би единствениот што може да го направи тоа у Македонија. Може би единствениот. И многу паметно дека го извози тоа. 10 години на неговиот концерт го извози кој што треба. Али или 15. 15 години беше? Не беше 15. Не сум. Али како и да е, не постои брат, не постои. Заради тоа велам не можам да ги правам тие паралели, ама паралелата за тоа за колку е лоша затрупана ситуацијата у Америка и како е и било кај нас, можам да ја погледам. Бидејќи стварно не постои тоа брат. Не постои. И ако постоело, било еднократно. Нема негување на се до тоа, нема туркање на се до тоа, ме разбираш? Нема. Направено е пошто колку се направи. Толку. Тоа, немам што поише да зборам за македонска сцена, не збориме со причина, а главната причина е дека ништо не се дешава. И ако мислите дека нешто се деша, слободно дојдете, поправете не. Пандемониум е отворен простор за тоа. Дојдете и објаснете ни, бидејќи ја не сум запознаен со ова. Ја не сум запознаен со ништо што се дешава во македонска сцена. Ако има некој кој што се чувствува испротивно, нека дојде нека каже искрено. Ова е слободен простор, не го предизвикувам никој туку, не беше лошо кажано, туку дојдете и кажете си ги сите работи да збореме за тоа. Да, али забрането да се користи зборот работиме и ќе биде, ќе излезе. Спремаме проект. Тоа е забрането. Има тоа забранети зборови што не сме да се кажат, изрази. Бидејќи тоа е сцената, работиме. Спремаме проект. Мисли да работат брат. Што работите брат? Ама не, тоа е, сега еве. И одма звучам како хейтер, така? Одма звучам како некој што не. Али дајте, пошто нема каде и дури и кога ќе и ги разбирам артистиве брат. Од кога ќе го извадиш албумот, кај да брат? Ама што си направил ти врска со тоа бе брат? Ти не можеш да очекуваш дека албумот ќе го извадеш дека тоа така ќе биде. Дека се луѓето ќе слушаат. Кои се ти да те слушаат тебе луѓето бе брат? Ти треба да ги натераш луѓето да слушаат. Кои сме ние нас да не пуштаат луѓето? Ама како да ги натераш? Ние треба да ги натераме луѓето брат. Не ги гледаме бројките, некој епизод има 100 views, некој има 50, некој може има 500. Некој може има 1000. Не е тоа битно, сме ги натерале поради X причини тие епизоди биле пуштени повеќе. Не може ни да очекуваме дека што са ќе пуштиме еден рил и ќе фати виралност туку така. Фати туку така? Не е туку така. Не е туку така, има тригер, има платформа што го ширува, има луѓе кои сакаат да се енгејджнат у такви активитис. Зашто не фати некој конструктивен рил кај што ние збориме за музика, кај што збориме за ролаут, кај што збориме совети кај што сме давале за артистите во минатото, никој не го интересира тоа. Нормално. Не дека нашето мислење е релевантно, ама Не, воопшто. Ако имаш некој што го збори тоа на твојот мајчин јазик, со многу англицизми при тоа се разбира, пушти, научи нешто. Или, добро, инспирирај се можеби од англиски, инспирирај се од Rory Edmall, од Academics, од Да бе, кој да е, што и да гледаш, да. Joe Budden, Breakfast Club, Ibro in the Morning. Ама никој ништо не го интересира, брат. Сме имале такво искуство, се јадеме гобна за МК сцена. Кога сме правеле МК сцена претходните години, тие епизоди имаат најмногу views. Зашо? Дека луѓето сакаат да чуете и што ќе има коментар за нив. А не ќе да чуе следната епизода кај што ти го ренташ шоу и кај што може да се подзамисли чекаме малце. Може би стварно е подобро да имаш ментор наместо да пливаш сам во овој океан кај што не знаеш кај идеш, мислиш дека се знаеш на 18 години. Така, индиректно брат. Индиректно ќе ти текне дека ти збориш за мене, тоа ми текне дека збориш ти. Дека ти збориш за Дрейк и за Кендрик, за Бирдмен и за Доктор Дре, ти ги си речеш како артист млад. Може да треба да се поврзам со некој постар. Да ме подучи нешто. Така е брат. Ама сите сме имали. Ти си имал ментор, јас сум имал ментор, чуеш, сите сме деца на менторство. Ама ако не чуеш нас како го збориме тоа, не чуеш некој друг како го збори тоа. Ти го гледаш рилови и гледаш како некој јаде гумна за Кендрик, како тој у количка игра на Крип Вока или некој таму на следниот рил јаде гомна за Дрейк или јаде гомна за Джей Кол. Тоа ти е одраз.
Тоа се тоа ти е одраз на тоа што се дешава, брат. Тоа сакам да кажам дека Епизодите наши, тамо да завршам, епизодите наши со МКС имаат најмногу views дека луѓето само се пуштаат да чујат што имаш да кажеш за нив или за нивните другари или за луѓето што не се сакаат, што се хейтат помеѓу себе, за нивните непријатели. А не се пушта да чуе нешто конструктивно што збориме или не доаѓа на Панта Банда Линкап да се запознае со најголемите хип-хоп фанови од новата генерација во Македонија кои го вложуваат своето слободно време да зборат за музика секојдневно. Кои што можеби ќе да получат. Доучи направи вака со албумот. Може да го направиш ова. Да ти помогнам да направиме кавер. Има луѓе кај нас што се дизајнери што имаат искуство со слушање на музика, со гледање на кавери, да направиме заедно кавер, да направиме заедно ролаут, да направиме заедно мерч, да направиме заедно ова. Дај како да ти помогнеме. Малце луѓе се, секако во Македонија се малце луѓе, брат. Тоа е најголемиот проблем тука, ама и тие малце не се работи ни со тие малце. Не се работи, тоа е проблемот, брат. Тоа е проблемот. Секој само збори, никој ништо не прави. Извини, морам да го спомнам, нашиот човек Омер. Човек кој што е многу одамна у Дискорд каналот, кој што е активен, цело време гледам дека можеби еден од ретките од продуцентите кој што активно праќа битови. Омер има поише продукт кредит надвор од Македонија неголи у Македонија. Добро, тоа е нормално, брат. Не, ама сам да ти кажам дека музика има надвор. Ама сигурно, ама сигурен сум дека нема да одбие ако било кој, ме разбираш, Таско, Секси, зборам за луѓе кои што се кај нас у Дискорд, било кој да му пише на Омер да му каже дај ми бит, Омер нема да каже не. Шараут за Омер за целата сработена работа, го гледам, го следам и на Инста, гледам дека постира. Многу ми е мило дека тера тоа така. Али брат, не е дека немаме луѓе. Значи има, само треба да се распрашаш, треба да се конектираш, треба да се поврзаш да со се конектираш, тоа е правилно. Не треба да се биде сам и да мислиш дека све можеш сам да направиш. Заради тоа, ја и ти си имал ментор, сум имал ја. Не, ја имам сменато многу поише работи, али еве, ако збориме за ова, на еден начин, ти си бил мој ментор, дур сме го правиле ова и дур сум еволвирам, сум те гледал едно друго, дур сме биле, веќе 5 години постоиме. Може би ти не си го активно правил, као сега ќе те учам, али јас сум таков човек што многу пази, многу посматра работи и ги прима, сунгер за такви работи. Сум имал менторство у поглед на архитектура, кога сум работел како архитект. Сум имал менторство кога сум сменил и кога сум станал диспечер. Станав диспечер врз основа на моето менторство. Брат ми што ме го посвети 2 години. Јасно. Менторство е една од најбитните работи. Круцијална работа за вадење на нешто кое што е квалитетно и со правите вредности. Секој може дома да седне и да научи. Интернетот е таков, интернетот тоа го има овозможено. Ја можам сега да седнам да инсталирам FL и ќе наместам 10 клепа и вакво и од општо што знам музичка теорија ќе направам некој срање бит. Не. Работава е да се научи темелно и да имаш некаков бекграунд. А бекграунд добиваш од менторство. Од учење и од зимање искуства кои што се имаат променето, изменето и еволвирано низ годините заради некој друг. Кој што веќе го има изодено тој пат. И не е дека ти нема да го одиш. Туку го одиш на свој начин, поучен од тие работи. Толку едноставно е. Едноставно е. И заради тоа кај нас е голем проблем, али веќе постанува и мислам дека долги години. Искрено не го имав кум, брат. Не имав на ум да го кажам ово. Муабетов е дека таму ме понеси и таму ме заклучувам дека е тоа. Претеравме. Сите сакаат да бидат своји луѓе, сите сакаат да бидат from the ground up. Не. И тоа све што имаш гледано, сите имале нешто пред нив, нешто од каде што потекнуваат, нешто од кај што доаѓаат. Ништо не е така кој што ви е прикажано за да стигне до. Треба само да бидете љубопитни и да погледнете малце позади и ќе сватите. Али генерално гледано, као ако можам да се светам на една работа, е тоа. Менторството, мислам дека е една од можеби главните работи на тоа. Земање на еден артист и праење за тоа што да се извади фул потенцијал. Тоа си има десено со Dre, тоа си има десено со Snoop Dogg, тоа си има десено со Tupac, тоа си има десено со сите луѓе кои што тоа си има десено со Biggie. Biggie никој немаше да го знае ако не беше P. Diddy. Толку.
Толку луѓето позади, тие менторства, тие и не мора да значи дека некој е повозрасен од тебе за да ти биде ментор. Нема врска. Луѓе се инспирираат на најразлични начини од најразлични работи. Многу е битно да се биде еден со друг и еден за друг и да знаете која е таа чиста линија на комуникација да си има. Толку. Завршувам за ова, не можам више да зборам, устава пена ми фати, брат. Да. Пошто и онака ќе иде, ме разбираш, мислам, ја ово го кажам, не го кажам специфично кон никого, али кој што кажав, ово постои за нас, од нас за вас и за нас лично, али пред се, нашата мисија е да инспирираме. Ако можам да инспирирам, мојата задача е завршена. Не дека треба, не дека си го имам земено ја на душа тоа да инспирирам млади. Не, кој што сака ќе прави. Али ако можеме да го направиме тоа, тоа е нашиот најголем достиг. Рече big up за ова, брат. Мислам дека ова е главниот дел од епизодата сега. Мислам дека се кажа многу работи кои, како што кажа ти, ги немавме планирано и мислам дека требаше да се кажат и ова се муабати што ги зборевме на Дискорд. Еве ќе оставиме скриншотот, ќе го ставиме од тоа што планиравме да збориме од твојот ноут, го има со датум. Да. Мислам дека само треба да завршиме со Загреб, со хип-хоп. Не, мислам, ова највише се надоврзува на све ова што зборав, брат. Ова најдобро се надоврзува. Тоа ја погледнав сликава само што е позади мене, ќе ја покажеме сега. И кога сватив дека усвари тоа е тоа што јадам голно од преска саат време, брат. Тоа е. Како се пројде у Загреб? Ајде малце change of energy, брат. Ајде малце change. Ќе стигнеме до таму, али тоа е. Кажи ми зашо беше у Загреб, како си пројде у Загреб, бевте Шуршац екипа, збори ми за тоа малце. Претходниот викенд во Нерала отидовме Шуршац екипа во Загреб, бидејќи во понеделникот беше отварање за Friends and Family на изложбата Memory Lane 40 Years of Hip Hop, изложена од Fat Philly во Загреб. Легенда. Легенда на балканскиот хип-хоп, легенда на хрватскиот хип-хоп, легенда на екс-југословенскиот хип-хоп. Значи, човек кој е присутен на сцената 40 години, како што е оваа изложба беше насловена, и човек кој што има премногу направено и позади затворени врати, но и надвор за целата култура, за целата сцена, и во поглед на домашни артисти, странски артисти, радиоемисија, организирање журки, пуштење на диџеј сетови, организација на фестивали и се тоа што еден таков под наводници диџеј, Fat Philly, еден таков човек од сцената може да влијае на сцената, а да не е артист сам по себе. Бидејќи кога збориме за една сцена, кога збориме за една култура, кога збориме за еден жанр, да, музичарите, артистите, луѓето кои ја прават музиката се можеби најбитни. Но исто така има битни ликови кои работат, кои пред се слушаат таа музика, работат за неа, директно, индиректно ја пуштаат, ја споделуваат со други луѓе и го даваат своето слободно време, некогаш бесплатно, некогаш и за пари, за да помогнат за тие артисти да се поврзат заедно, да се поврзат со фановите кои сакаат да слушаат таа музика. Fat Philly е таков човек кој во текот на целата кариера има работено на најразлични работи и сега како малце постар, што се смее он crazy хип-хоп професор, си ја зима улогата да го направи ова, да ја стави оваа изложба од идеја да ја стави на хартија, што се викат, во вистински живот да ја спроведе, бидејќи, како што и он сам вика, во COVID почнал да ги да разгледува какви се ствари, има и сватол дека има многу легендарни ствари, чувано и добиено во текот на овие 35-40 години работа. И конач успеа да го направи тоа и многу сум среќен дека заедно со Панчо и со Даме бевме да присуствуваме таму, да се видиме уште еднаш со Fat Philly, со кој што се гледаме неколку пати годишно. Премногу се инспириравме, премногу се мотивиравме, премногу се воодушевивме од оваа изложба, бидејќи нешто што мислам дека е многу стилно и на светски рамки, а камоли на балканските не збориме. Човек од Балканот да ги има овие ствари, да ги има изложено години подоцна откако ги има добиено на ваков или наков начин, е легендарно и ништо помалку од тоа. Така да big up Fat Philly за оваа изложба, big up за целата организација, се што е таму изложено, неговото гостопримство према нас и се останато поврзано со неа, бидејќи поминавме одлични 3 дена во Загреб. Тоа што беше интересно е дека првиот ден кога стигнавме во неделата беше ден пред отварање и имавме чест
да добиеме као private тура од Фет Фили заедно со Тоа е тоа. малце винце, муавети, да ни ги раскаже позадините, приказните во позадина за некој од сложените парчиња, и тоа мене ми беше најголем хайлайт, уствари првиот ден, тој нулта ден, односно пред да биде отварањето, каде што беше скоро се 90-95% готово, и он беше малце релаксиран дека веќе сме при крај, и добивме као private тури, направивме различни муавети и за Дрейк и Кендрик, и за музиката во моментов, и за музиката тогаш, и за ситуацијата на сцената во Хрватска, во Србија, во Македонија, тој раздор, тие некои добри конекции, добри работи, договори, едно друго, трето, за различни работи се направи муавет, после тоа судиливме у Макдоналдс, онака баш добар, многу таа, кога го гледав вака назад, ставив и некои постови, имам и некои добри слики овона, 3 дена поминавме многу исполнети, правевме се и се што, ама кога гледам назад, тој таа прва вечер заедно со Фет Фили, приватно, јас, Панчо, Фили и Даме, Тоа е тоа, бе, брат. тоа ми беше некако, тоа ќе ми остане, тие муабети, таму што видов ми што ни покажа, ќе ми остане за секогаш во сеќавање. Така да уште еднаш big up Фет Фили, ако има некој шанса да биде во Загреб последниот месец, мислам дека до 21 марта изложбата, посетете го во Унгарскиот културен центар на Европски трг, вреди да се посети. Сигурен сум. Хип-хоп мемораблија онака од реално, ја мислам дека прв пат имам чуено за Фет Фили кога дојдов на првиот DJ премиер концерт кога настапи овде. Ако не се лажам, мислам дека заедно со Фет Фили пуштава музика, Фет Фили отвараше као за него. И тоаш сватив усвари кое што е, и после уз муабет кога почнавме ја и ти да се дружиме усвари нели, научив поише за него колик, али од тоаш го знам као и не е прв пат да го имаме зборено Фет Фили, као го збориме хрватскиот Панчо на еден начин, се смееме за тоа. Али има Фили му е ментор на Панчо. Ама за многу работи, не за сите работи. Не за сите, ама тоа не ти треба за сите. Не ти треба. Работава е дека у тоа е, брат, мораш да најдеш некој од кој што ќе се инспирираш. Никој не бара некој млад да се инспирира и да сака да биде новиот Айрис Креч, не. Туку некој бара да дојде и да му приде на Дарко и да го праша едно искрено прашање, Дарко да го одговори на најдобар начин, што знам. Ме разбираш? Тоа се бара, брат. Тоа се бара. Passing the torch. Исто во и ова, брат. Имам многу за зборење тука. Дали го разлеа каталогов и дали нешто ти остане? Не у целост, дали тоа ти што ми го збореше е поише од доволно. Поише ќе да оставам ти поише да збориш. Ја ова што го видов, не знам дали сигурно кај Фет Фили објавено, не знам каде и што е. Не, целиот каталог не. Али не целиот каталог, ама сигурно има некој хайлайт, нешто, слики едно друго. Можете да изгуглате ќе видите. Човеков каде и како ја опишува својата приказна за и со хип-хопот и како и све и како стигнал до хип-хоп е многу инспиративна. Пошто го имаме зборено со тоа, секој си има посебна своја сопствена приказна за како стапил во контакт и како се има заљубено у музика. Сите ја делиме истата пасија. Некој поише, некој помалце. Али ако си тука, реално и нас сеја моментално, ако не пратиш у овој момент, си фан на хип-хоп. Нема човек кој што лаички би го пуштил ова и би го прател саати 24 сеја, овде моментално, не дека јас сум или ти си или заедно Пандамониум сме лицето на хип-хопот. Не. Туку едноставно, чим ти интересира некои двајца во капиштет седнати у стан и ги слушаш саати 24 минути и 17 секунди моментално, што имаат да кажат за некоја рандом одредена тема, си посветен на културата. Толку. Без разлика ова колку е големо или колку е значајно. Ова може да биде најголемата блјувотина од подкаст на светов. Толку. Да, ме разбираш? Посветуваш време. Тоа е. Ова е посветување време. Ова е 40 години посветени на хип-хоп. На, можеби, во тоа време најчистиот начин. Има многу приказно, многу в предговоров за како стапува во контакт со хип-хоп музиката. 84-та онака и мајка му кажува дека ако исполниш тоа и тоа ќе те пратам во Њујорк, и стварно го има пуштено во Њујорк во 91-а. Таму се упознава со некои луѓе. И од таму почна неговата приказна која што трае ден денес. Се видовме ние,
за малце го испуштивме, требаше да биде гостин на Pandemonium подкастот кога правевме спешал од кај вас. Верувам дека ќе сака да дојде вакво издание, дека има многу пригазни да раскаже. Господин човек е, брат. Фамилиарен човек е, одличен човек е, многу е лесен за муавет праење. Ме мислам сигурен сум дека не ме ни знае ни као се видам, као се викам или кога ќе ме види ми има запамтено покрај Дарко. Ќе ме испоштае, 2 пати си имаме видео, 2 пати ми доаѓа ми приоѓа си правиме муавет. Најнормален лик. Тоа е воодушевен сум од такви луѓе, брат. Али таа луѓиња што имаат у нив, таа човечност доаѓаат од сево ова. Пошто ова е големината негова, ќе те оставам тебе поише да збориш, али ја бев фрапиран кога Дарко ми покажа све што има човеков и во тоа време, кога ќе кажам во тоа време, зборам за период од 40 години од он кога почна овие работи да ги собира и активно да работи, се онака извонредни работи one of one, што многу мал број на луѓе во тоа време ги имаат добиено, let alone 40 години подоцна ги имаат стокмено сите на едно место за да направат вакво нешто. Ова е стварно е trip down memory lane, ја не знам, ја да ги имам овие и ова да го изложам, ја би плачал кога секоја вечер, искрено ти кажа. Ова ја да го имам, да го поседувам, ова е богатство, брат. Лично. Не материјално, нема цена нешто, брат. Богатство е. И ова е нешто кое што ниту пари, ниту ништо не ти купува. Пари, ова е стриктно респект од културата, која што нели е потекнува од афричката култура, црнците, нивна култура е, али еден рандом дечко кој што бил посветен на неа од Хрватска успева да ја направи да биде своја, да биде амбасадор за истата. Take it away, Дарко, збори за збори. Ништо, накратко само ги кажам од што се состоеше изложбата. Изложбата е Memory Lane, 40 Years of Hip Hop, Загреб, Будимпешта, Нью Йорк. Значи во долни дел беше изложени стварите на Фет Фили, во горни дел беше изложени стварите на колекционерот од Будимпешта, повеќе поврзани со унгарска сцена и со таму некои настани кои се случува, исто така имаше и графити дел. Гюро Микс, ако не се лажам, се вика човекот кој беше куратор на горниот дел, али ќе се задржиме повеќе на долни, бидејќи тоа беше и главниот дел на оваа изложба. Многу нов простор кога ќе влезеше некој десно имаше постери, прва тура на постери за него најбитни, имаше тука неговиот постер кој уште као дете стоел на неговата врата, што беше као од десната страна беше свиткан, бидејќи таму била кваката. Значи баш онака како што е, урамен, постери од првите настани поврзани со иначе Run DMC, Raising Hell е тој постер што ти го зборам дека бил од неговата врата као дете, уште као тинеџер, исто така има слика со тој постер позадина и он како свири виолина, дека тогаш као дете свирал виолина. Као има до него и над него е постерот со нас. Првиот настап на нас во Хрватска, го виде ти мејлот кој што ствари примо ги има испратено кон менаџерот на нас, каде што збори го дава својот збор за Фет Фили и за Хрватска, дека е добро место да се дојде да се види. Постери од настапи на Редмен, постер од Флор Кила, првиот, односно можеби непознатиот брейкденсер во Хрватска кој прерано умира. И тоа беше вако десната страна, во продолжение на десната страна имаше мајци, мерч, исто така и од другата страна лево имаше исто така мајци, можеби да речеме побитните мерч, односно промо-материјали кои издавачките куќи во минатото ги праќале заедно со плочите на важни радиоводители, диџеи и општо хип-хоп персоналити низ целиот свет. Фет Фили бил репрезент за Хрватска во голем дел од тие случаи, со многу близок контакт со издавачките куќи од Америка и од целиот свет. Така да има некои многу интересни парчиња кои онака кои вреди да се видат и се многу уникатни. Фили сам кажа дека не му се верува дека за голем дел од тие парчиња дека се направени повеќе од 500, максимум 1000 копии, бидејќи колку имаат опстанато до ден денес, точно, разбираш? Тоа. Имаше многу интересни ствари, Sugar Hill, Genk јакна, која е преретка да се најде, сигурно има само 4-5 свет. Исто така One of One јакна 1991 DMC чемпион Југославија, поддржано од Technics. Crazy. Со тоа што приказната е дека човекот бил од Загреб и се појави на таа вечер на отварањето, али он кога го освојува тоа,
за Југославија или да ја репрезентира Југославија во Лондон, а Југославија се распаѓа само 2 месеци после тоа. Почнува војната и човекот ги трга буквите Југославија за да може да се носи јакната. Интересна приказна и јакната стоеше таму, беше изложена и биг ап до диџејот заборив како се викаше, што ја му дозволил на Фили да ја изложи таму. Имаше други постери, бумбокс. Во предниот дел тука во средината имаше касети, Blackout хип-хоп касети, микстейпи, неиздадени ствари кои со демос, издадени проекти под новоници албуми од тоа време со фристайл, со такви работи. Извинете. И во десниот дел исто така имаше едни полици каде што беа изложени повеќе фотографии и меморабилија од овие светски звезди, кои на пример Jay-Z, Biggie, Primo, Sugar Hill Gang, Zulu Nation, Big L, има плакета од Big L, не знам точно која е конекцијата, ама знам дека Big L многу рано во својата кариера доаѓа во Загреб. Така да не можам да се сетам што се имаше, ама имаше многу битни моменти кои онака наставаа сите со устата до доле, а најакото од себе беше кај што завршуваше неговиот дел. Имаше исто така, да не заборавам, телевизор каде што голем дел архивирани касети ВХС претворени во дигитално беа, се вртеа таму постојано, дали беа телевизиски емисии или слични работи, а целата изложба на Фет Фили завршува со една голема слика на Фили и МФ Дум во Хрватска, а МФ Дум држи ожујско пиво. Легендарна слика, мора да се признае, може да ја видите кај мене на Инстаграм, исто така може да видите кај Фет Фили, кај Blackout хип-хоп на Инстаграм, да видите, има и рил, има видеа, има многу постови, така да робиете малце повеќе сенс за ова што го зборувам. Накратко, тоа беше тоа за од поглед на изложбата, иначе на отварањето и во текот на сите тие 3 дена се видовме со многу битни ликови, добри ликови од хип-хоп сцената на Балканот. Имаше екипа дојана од Србија, Словенија, Хрватска се разбира, локална екипа. Ние бевме репрезент од Македонија и се видовме, се дружевме сите и онака се направи баш една добра конекција, бидејќи повеќето се постари глави, се знаат меѓу себе од поодамна, али ова беше добар повод да бидеме сите на едно место и да се издружиме и да се собереме за една единствена цела, тоа е да го испоштуваме Фет Фили и да испоштуваме оваа хип-хоп изложба. Врв, брат. Врв. Алал нека му е искрено, ова е не само што тешко да се добијат овие работи, ретко е, ама и е многу битно и многу големо од него да ги собере и да ги чува. Да. Пошто унапред ја го знаел значењето, бидејќи знаеш како е. За некој рандом фанк мастер флекс кој што ги добивал on the regular у Нью Йорк, не се ништо. Да. За човек од Хрватска кој што во своите многу рани години ја има приказната. А тука пише дека баш 91-а, тоа што спомна со Big L, мислам дека у 97 или 94-та се упознаваат со Big L преку UK Zulu Nation во Лондон, доживее Фет Фили у Лондон и така го договара 97 да дојде у Загреб да настапува блиску пред неговата смрт. И Big L има потпишано како плоча the Lifestyles of the Dangerous, мислам дека има потпишано за Фет Фили, што е crazy as fuck, искрено. И тоа што збореше Give me the light, Шон Пол, лајтерче, све тоа, тие се многу јаки моменти, брат. Самиот факт дека постојат кај него дома се собрани, ме разбираш? И сигурно приказните кои што се врзани, као тоа, заради тоа треба човекот да дојде и да седне и да направи муавет за тоа. И се надавам дека ќе го имаме тоа. Да. Се надам, не можам да ветам, ама се надам дека ќе верувам дека ќе биде тоа, дека знаеш како? Едно е ти сега да прераскажуваш од тоа он што ти има кажано. Друго е тој да дојде и сам да си ги каже работа. Надам дека ќе успееме да го направиме. Ќе го оставиме со надеж дека ќе го направиме тоа. Али ова е тестамент за човек кој што работел и бил дел од хип-хоп и има придонесено кон хип-хоп музиката. Blackout хип-хоп ко радио емисија, ко блог, ден денес се уште активно постои. Ден денес се уште прават рецензии на македонски изданија. Онака, не се ни заебавам. Ден денес го прават тоа. Активни се насекаде. Сериозен лейбл е ова медиум у поглед на хип-хоп музика. И се тоа што има направено, го има направено за хип-хоп и мислам дека е многу добар пример за тоа како треба да се оддаде почит на една култура.
во поглед на тоа, не сите ќе ја имаат оваа можност. Ова е редок глимпс у човек кој што има успеано од овие простори да има вакво искуство. Ова се искуства кои што брат за многу луѓе се незамисливи. Да. Брат, за мене се незамисливи. Значи има многу јако книгава сега ја на брзина. Значи жими се тамо или ја ќе му пишем или ти пишем и тамо нека пушти уште една копија за мене. Важи. Морам да го имам ова, брат. Морам да го имам, многу е убаво. Има слика, има као скенот пејдж каде што DJ Premier пишува имейл на нас, тоест на менаџерот на нас, за да му се јави нас, бидејќи DJ Premier чул дека нас го откажал шоуто у Хрватска. Фет Фили, која дознава дека нас му го откажува шоуто, му пишува мейл на DJ Premier за да као демек некако да стигне да збори со нас, за да го убеди за да дојде. Ова е во 2007 година и DJ Premier му вика дека Фет Фили е еден од најдобрите луѓе таму, дека си ги гости многу добро луѓето, дека е господин човек, треба да му верува и дека е многу безбедно и дека луѓето кои што се таму на сцената многу уживаат у вистински хип-хоп. Ова е нас после хип-хоп is dead. Да. Ненормална работа. Да. Ненормална работа. Значи на Sold Out Show сигурно предпоставам. Нас нема шанси да не е Sold Out, брат. Откажува шоу бидејќи не се чувствувал безбедно да иде у Хрватска заради целата таа ситуација. Е нормално, тоа што чуле. Пошто за нив се уште ние сме енигма, како дупка сме на картана, не постоиме. Ама DJ Premier пишува мейл на менаџерот и му вика збори со нас и нас нека ми се јави ако му треба reassurance за да се договорат за да не пропадне дилот на Фили. Ненормална работа, брат. За мене тоа е откачано многу. Не знам дали вам нешто ви значи, мене ова ми значи премногу. Исто така DJ Fat Philly е председател на Zulu Nation у Хрватска. Тоа го дознав денес и сум фрапиран од тоа. Многу откачано. Со Африка Бамбата има седано, има правено муавет. Има тука подпишан договор помеѓу Африка Бамбата и DJ Fat Philly, дека DJ Fat Philly е председател на Zulu Nation Croatia, што е исто така откачано. Али peace God. Еј, луда работа. Ќе оставам луѓето да проверат сами, не можеме ја да пренесам ништо и не можеме да пренесеме. Дека Фили ќе може да дојде тука да го раскаже, да ја раскаже неговата приказна. Дефинитивно. Се надевам дека доколку има и заинтересирани, можеби ова ќе има и некоја онлайн продажба, не знам колкав тираж го има изваден ова, али за сите фанови ова би бил добар момент да си има. Мислам, ние веќе имаме една тука од книга која што го опишува генерално гледано целиот хип-хоп. Ова е брат низ призмата на некој кој што го има работено. Да. И е многу по-специфично. Да. Ме разбираш, не е генералната историја, туку не. Ова е мојата приказна со хип-хоп. Ретки се тие луѓе кои што ќе можат вака да стават на хартија волку многу работи. Така да big up Fat Philly. Не знам, честитки уште еднаш. Да. Се надам на многу поише вакви полити лица од Балканот дека ќе имаат шанса да искусат вакво нешто и да го имаат овој живот реално, кој што Fat Philly го има. Кој што сигурен сум дека исто кој што сме биле деца и кој што сме сакале да бидеме рапери, кога било вакво, кога сме биле деца, сите сме сакале да бидеме рапери. Кога немаше дете што не го познава, да слуша Eminem, а да не сака да биде Eminem. Сигурен сум дека многу луѓе го посекуваат исто така ова и мислам дека ова може само да биде една инспирација за да посегнат таму и да бидат тоа што вистински сакаат да бидат, бидејќи ете, ова е пример дека е возможно. Слава. И тоа у 90-ти. У 91 има отидено на Лонг Ајленд. Се е возможно, брат. До 94-та ги има направено сите конекции за да се врати овде и тоест да се врати на нашите простори и да го отвори Blackout хип-хоп у 94-та кој што пишува овде и да има хип-хоп медиум од тогаш кој што директно ќе биде врзан со најголемите куки издавачки низ Америка. Луда работа. Друго нешто? Добри. Околу Загреб? Не, таман сме. Индиското? Се
заебавам. Мислам дека Индиското беше многу добро. Бомбај грил, ако идете у Загреб, ова везно се провери. Значи прво идете на Memory Lane for 40 Years of Hip Hop, после тоа идете на Бомбај нагоре, грил. нагоре се качувате по таа шетачката улица Калчичева и на крајот над Калчичева е Бомбај грил, после тоа наведете уште еден круг и имате сайтсиинг и хип-хоп тура, така да Прав. ќе фатите се уедно. Тоа е тоа. Вакво многу добро со индиски пива, со се цело искуство, брат. Тоа е Фана, тоа. ама индиска га фана, значи врв. Поштојам, тоа е Врв, врв, најдоброто. врв, врв. Тоа е најдоброто, мамен пап шоп. Има Врв. некои други теми што ќе ги начнеме некој друг пат, али мислам дека за денеска сме добри. Да оставаме овде, мислам дека и ја устата пена ми фати искрено, али мораше да биде така. Еј, фала ви многу уште еднаш. Завршуваме тука до следна недела, така? Јап. Се гледаме. Чао, дечки. Чао.